Во новото издание на Digi+, OpenAI со новини околу ChatGPT. Откриен изгледот на модерната Nokia 3210. Во босански ресторан служи робот-конобарка. Google сака YouTube Music да биде крајната дестинација за подкастерите. Ке ве прошетаме во една од аудиособите на Анкоч, а во делот за гейминг зборуваме за Mobile Legend. Гледајте ме до самиот крај. Време е за нова неделна доза дигитални вести. Добро дојдовте во новото издание на Digi+. Возбудлива недела е за нас, која што донесе многу најави за иновации и новитети во дигиталната индустрија. Дел од најинтересните се потрудивме да ги одбереме и подготвиме за ова денешно издание кое што ќе понуди супер спектакуларна спакувана содржина за сите по дома, кој што ќе не следите до самиот крај. На самиот старт ви ги откриваме големите најави од OpenAI за нивниот четбот ChatGPT. Компанијата OpenAI ја представи најновата надградба за својата технологија на која што се заснова четботот со вештачка интелигенција ChatGPT. Новата технологија се нарекува GPT 4.0 и ќе биде достапна за сите корисници на ChatGPT, вклучувајќи ги оние лица кои не се претплатници. Овој модел е побрз од претходните и е програмиран да нуди и одговори кои што звучат зборлесто, па дури и флертувачки. Новата верзија ќе може и да чита и да зборува за фотографии, да преведува текст од различни јазици, да идентификува емоции од визуелни изрази, а како и претходните верзии, оваа ќе може да помни претходни показатели. Дополнително, сега нема да има чекање меѓу поставеното прашање и добиениот одговор. За време на демонстрацијата во живо, користејќи ја гласовната верзија на ChatGPT 4.0, VI понуди предлози како човекот да реши едноставна равенка напишана на лист хартија, наместо самата таа да ја реши. Четботот може, анализирајќи компјутерски текст, да преведува од италијански и англиски јазик, да ги толкува емоциите на фотографијата од насмеан човек. На комплимент со топлиот американски женски глас на хостесата, четботот одговори: "Престани, ке ме засрамиш." Сепак и покрај недостатоците, кога ќе се земе предвид, се чини дека OpenAI се уште е пред конкуренцијата, велат познавачите. Hey, ChatGPT, how are you doing? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? Pretty good. What's up? So my friend Barrett here, he's been having trouble sleeping lately. And I want you to tell him a bedtime story about robots and love. Oh, a bedtime story about robots and love? I got you covered. Gather round, Barrett. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte was a curious robot, always exploring. I started this story, but I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Got it. Let's add some drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. No, ChatGPT. I really want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. Understood. Let's amplify the drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte Can was you do this in a robotic voice now? initiating dramatic robotic voice. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte was a curious robot, always exploring new So I'm seeing, circuits. Barrett here, calm down a little bit. Can you end the story, but do it in a singing voice? And so Byte found another robot friend, and they lived circuitly ever after. Thank you so much. Еве ви занимација вам кои што се уште не сте ги прочешлале новитетите на ChatGPT. Ако ништо друго, сега веќе нема да се жалите дека нема за кого да направите муабет. Дека модата се враќа, во тоа сме се увериле многу пати, но дека можеме да кажеме дека модата во технологијата се враќа, тоа е богами реткост. На радост на носталгичните Nokia корисници, ги представуваме оние ретро изданија кои што Nokia ги возобновува, поточно новото ретро издание кое што го представи 3210.
па да видиме со какви перформанси ќе се пофалат овој пат. Иако името на уредот се базира на Nokia 3210 од 1999 година, телефонот се уште повеќе личи на неодамна представениот Nokia 6310 во 2024. Nokia 3210 доби 2,4 инчен TFT LCD екран со QVGA резолуција и главна камера од 2 мегапиксели со LED блиц. Овој уред користи оперативен систем S30+, со поддршка на Cloud Apps. Го покренува Unisoc T107 процесор, поврзан со 64 МБ RAM и 128 МБ внатрешна меморија, која може да се прошири до 32 ГБ со micro SD картичка. Новиот мобилен телефон има и Bluetooth 5.0 и 3,5 мм приклучок за слушалки, FM радио и игра Snake. Се напојува со батерија со капацитет од 1450 мАч, која се полни преку USB-C порт. Цената на уредот изнесува 80 евра, а достапен е во црна, златна или плава варијанта на бои. Знаете дека во секоја емисија омилен ми е дел од каде што презентираме по некој робот и некаква иновација поврзана со роботите широм светот. А за денеска се одлучивме да не одиме толку многу далеку, туку да тркнеме до Босна. Во Босна и Херцеговина, во еден ресторан, веќе се појави робот конобарка. Еве како тоа изгледа. Пријатни и насмејани конобари кои не очекуваат ни бакшиш за возрат. Тоа може да го видите во Дервента, кој е еден од првите градови во Босна и Херцеговина што воведе вештачка интелигенција во угостителството. Во видеото објавено на интернет ќе ја запознаете Бела, која работи со полно работно време без пауза, а не зема плата за својата работа. Нема замерки и се работи со песна. За сега имаме двајца келнери роботи, чија што цел е да им ја олеснат работата на некои вработени, а не да ги заменат, односно да донесат храна од кујната до масата или барот. Програмирани се така што кога роботот ќе дојде до таа маса, се врти кон вас, се насмевнува и вели: "Здраво, јас сум Бела." Кога ве послужува, таа на некој начин сигнализира дека е дојдена на вашата маса, а вие како гостин треба да се послужите себе си, информираат од ресторанот. Со оглед на тоа дека и кај нас подкастите се популарни, секојдневно се појавуваат нови. Дефинитивно следнава информација ќе биде корисна за оние кои што се љубители на ваква содржина, па и оние кои што произведуваат ваква содржина. Имено YouTube направи големи промени во платформата која што нуди ваква содржина, односно на сметка на тоа дека ја укина подкаст услугата и ги префрли сите вакви содржини во иднина да бидат достапни преку YouTube Music. Еве ги промените. Без разлика дали ни се допаѓа или не, YouTube Music е еднината на хостирањето на подкастот во Google. Откако компанијата конечно ги затвори Google Podcast овој месец, фокусот на Google се префрли на YouTube Music. Во интервју објавено од YouTube, главниот директор на производот на платформата, Јохана Вулич, го објасни планот YouTube Music да се направи крајна дестинација на подкастите и обожавателите на подкаст. YouTube вели дека направил промени во апликацијата YouTube Music за подобра поддршка на аудиоцентричната содржина, но додава дека видеото може да обезбеди дополнителна вредност на подкастите. Друг начин на кој размислуваме за подкастите е како искуство што ги отвара очите, вели Вулич. Значи, работите што се одлични за слушање може да бидат одлични за гледање. Вулич ја нагласи можноста корисниците да почнат да слушаат подкаст и да го завршат со гледање видео верзија или обратно. Повторно, играјќи ги своите силни страни, YouTube верува дека искуството на платформата во градење алгоритми ќе биде корисно, кој ќе им служи на корисниците како предложени подкасти. Тајната на YouTube се нашите препораки, рече координаторот на креаторот YouTube Рене Ричи. Тие им помагаат на луѓето да откријат нешто ново или да навлезат подлабоко во она што го сакаат, а истовремено им помагаат на подкастерите да допрат до нова публика што е присутна на YouTube. Надвор од типичните карактеристики што ги нуди YouTube, Вулич ги истакна промените направени на YouTube Music, специјално во корист на подкастите и слушателите. Имплементиравме неколку нови функции, вклучително и поддршка за подкасти преку RSS, дозволи од трети страни, ажурирање на искуство со Android Auto за лесно слушање во автомобилот, подобрени опции за преземање и приспособливо сортирање на плейлисти, се додава на блогот.
Сепак интервјуто не се осврна на некои од главните грижи што ги имаат корисниците на YouTube Music кога уживаат во подкасти на платформата. Малку јасно се споменуваат идните планови на платформата, а единствениот забележителен показател е дека YouTube Music не планира да поддржува RSS и излезни доводи во секое време. Првото нешто што го направивме беше навистина само да вклучиме содржина на подкаст, но и традиционални работи, како репродукција на епизода, продолжување со гледање и полицата за откривање. Се уште изгледа дека YouTube Music има долг пат да помине. Платформата се уште нема основни функции за подкаст, како што се известување за нови епизоди и индикатор означен како слушан. Се претпоставува дека тие карактеристики ги доаѓаат, но ова интервју не ни дава многу за конкретен пат до кога можеме да ги очекуваме. А сега минути и за љубителите на добриот звук, односно за сите оние кои што професионално или аматерски сакаат да уживаат во квалитетно аудио. Ве водиме во еден од салоните на Анхоч, каде што во специализирана аудио соба можете да ги пробате сите аудио уреди и со тоа да се одлучите околу она што вам највеќе ви одговара. Бидејќи Анхоч се познати по нивните иновативни и модерни продавници, во тоа се уверивме во изминатите емисии. Во ова ќе се увериме дека има уште еден дел кој што можеби сте го провериле, можеби не, но после прилогов дефинитивно ќе инспирираме некого од вас, посебно оние кои што се љубители на добриот звук. Во аудио собата, впрочем аудио соби на Анхоч има во сите продавници, така ли? Во сите наши големи продажни салони. Пред се сакам да се заблагодарам за укажената можност, за тоа што одвои време. Уште еднаш да направиме една кратка презентација и да видат зошто клиентите се Анхоч се одвојува од останатите на пазарот. Ето Максим, ајде кога сме видите презентацијата, што се може да најдеме во аудио Во моментот се наоѓаме во Анхоч Action, во продажниот салон во Capital Mall. Овдека, како што може да видите и од претходните прилози, нашиот фокус е IT, аудио опрема и секако гейминг дел. Овдека ова е специјално дизајнирана соба, за да направи по-добар амбиент, да може да го искусите звукот од било кој продукт кој што ќе сакате да го истестирате и испробате, нормално пред да го купите исто. Ние сметаме дека тоа е инвестиција и со цел да го лесниме процесот на носење одлука за купување на ваков производ, направивме посебна соба каде што нема дисторзија и има одличен амбиентален звук. Имаме голем број на светски брендови, веќе сигурно ви се познати, како например Marshall, JBL, Sony, понатаму имаме и од Trevi, Panasonic, Harman исто така. Така да изборот е навистина голем, може да дојдат гледачите тука слободно и да го искусат она најдобро. Значи имате и за професионалци, за професионален звук, но и аматерски, нели, за по дома. Има за сите. Има за сите. Да. Океј, да ги поканиме, нели, во било кој продажен салон на Анхоч да побараат аудио собата и визуелно, а и звучно да уживаат. Да може да останат така. Да. Фала ти, Макс. Нема проблем. Благодарам и вас. Интересно е да се види до каде стигнала аудиотехнологијата. Во брзо време и за уште вакви уреди од големите светски брендови ќе зборуваме во Digi+. Не пропуштајте во продолжение да ги скенирате вашите супер попусти од Анхоч, но и гейминг делот за денеска. По паузата со реклами се враќаме во денешното возбудливо издание на Digi+. Бидете со нас. Добро дојдовте назад во Digi+. Продолжуваме со она што редовно секоја емисија го правиме заедно со нашите редовни гледачи, а тоа е скенирање на попусти. И оваа недела, од соработката со Анхоч, ви обезбедуваме попуст на супер производи, кои само тука, со скенирање на QR код во нашата емисија, можете да ги добиете. Проверете дали некој од производите за оваа недела е на попуст и искористете го дигиталниот ваучер, кој што го добивате со скенирање, нели, на оној QR код кој што ви се појавува неколку пати во денешната емисија на телевизија Телма, но и за сите оние кои што до среда ќе скенираат преку нашиот YouTube канал од емисијата доколку ја гледате таму. А додека вие скенирате, ние се префрлуваме во гейминг минутите, каде што овој пат ќе зборуваме за една интересна и популарна игра за мобилни. Mobile Legends Bang Bang. Еве ги деталите кои ќе ве убедат веднаш да ја симнете. А и пробате.
abyss is home to me. Mobile Legends Bang Bang е мобилна мултиплеер онлайн арена за битки. Игра развиена и објавена од Monton, подружница на ByteDance. Играта беше издадена во 2016 и стана многу популарна, особено во Југоисточна Азија. Во основа играта поставува две екипи од по 5 играчи, кои се борат едни против други во реално време со најмалку 10 секунди време за поврзување и 10 минутни надпревари. Со традиционален геймплей на арена за битки, играчите може да се борат за трите патеки за да ја уништат кулата на противникот и да ја одбранат својата. Победниците и губитниците се одредуваат врз основа на вештина, способност и стратегија. Првично наречена Mobile Legend 5 на 5 MOBA и почетното издание на играта во 2016 година беше пречекано со критики поради сличноста со League of Legends. Како резултат на тоа, Riot Games поднесе тужба против Monton за прекршување на авторски права во две одделни прилики. Во јули 2017 и мај 2022. Во јуни 2020 играта беше забранета во Индија заедно со 58 други кинески апликации поради безбедносни грижи на владата. По успехот, Monton се приклучи на e-спорт сцената со создавање на неколку регионални турнири наречени Mobile Legends Bang Bang Professional League, кои служат како квалификации за светското првенство во Mobile Legend. Тоа беше една од 6 игри избрани за првиот модел на e-спорт надпреварувањето на југоисточните азиски игри во 2019 година, одржани на Филипините. Пред да ви посакам убав остаток од неделата, да ве посетам да ги посетите профилите на Instagram на Uncoach Gaming и нашиот DigiTV MK и учествувате во актуелниот giveaway, каде што со малку креативност можете да освоите геймерска столица или тастатура на подарок. Имате многу што да направите, така што ве поздравувам до следната недела во истото време. За оние кои што нешто пропуштирте во секое време, кога и да посакате, можете да погледнете дел од нашите содржина на YouTube DigiTV MK. Се гледаме до следната недела во истото време на Телно. Чао!